Добро вечер на сите, почитувани представници на медиумите. Би сакал да ве информирам дека на денешната седница Владата на Република Македонија го донесе предлог буџетот за 2017 година, истиот во текот на наредниот ден ќе го достави во собранието. Предлог буџетот за 2017 година е развоен со рекордно ниво на капитални инвестиции, кои што се повисоки за дури 20% во споредба со оваа година. Во однос на макроекономските проекции би сакал да го истакнам следново. Буџетот за 2017 година е работен врз основа на проекција за раст на економијата од 3%. Сметам дека ова е реална проекција, бидејќи во неа се инкорпорирани предвидувањата за глобалниот раст следната година, ефектите од Брекзитот, кои што исто така ќе влијаат на успорувањето на растот во земјите на ЕУ, како и очекувањата на домашната состојба, односно разрешувањето на политичката криза по завршувањето на парламентарните избори. Растот на економската активност ќе биде придвижен од извозот, кој се предвидува да забележи реален раст од 6%. Увозот е предвидено да забележи раст од 4,7%, со што нето извозот би имал благ позитивен придонес кон економскиот раст. Бруто инвестициите се очекува да остварат реален раст од 4,5%. Приватната потрошувачка очекуваме да се зголеми за 2,1%, а јавната потрошувачка за околу 1,3%. Стапката на инфлација во 2017 година ќе остане ниска, на ниво од 1%. Вработеноста очекуваме да се зголеми за 1,8%. Просечната бруто плата во земјата треба да забележи номинален раст од 1,8%. Вкупните приходи на консолидираниот буџет за 2017 година се планираат на ниво од 187,6 милиарди денари, што е за 7,6% повеќе во однос на 2016 година. Вкупните даночни приходи се очекува да забележат раст од 9,5% во однос на 2016 година, од кој персоналниот данок треба да оствари раст од 9,3%, данокот на добивка од 16,1%, ДДВ раст од 10%, акцизата за 12,7% и царината за 2,5% во однос на 2016 година. Вкупните расходи се планирани на ниво од 206,22 милиарди денари, или за 4,5% повеќе во однос на годинава. Од нив за тековни расходи се планирани 179,26 милиарди денари, или раст од 2,4% во однос на 2016 година. Во рамки на тековните расходи се планирани 26,77 милиарди денари за плати. Социјалните трансфери се проектирани на 92,7 милиарди денари, при што се офатени ефектите од политиката за поддршка на пензионерите и корисниците на социјалната помош. Во текот на 2017 година 51,2 милиарди денари се наменети за исплата на пензиите и во истите е вкалкулирано предвиденото зголемување на пензиите за 5%, почнувајќи од ноемвриската пензија, која ќе се исплати во декември 2016 година. За исплата на паричен надоместок за невработени лица планирани се средства во износ од 885 милиони денари, а за спроведување на активните политики и мерки за вработување планирани се 555 милиони денари. За здравствена заштита се планирани средства во износ од 26,4 милиарди денари. Предвидени се средства за редовно и навремено исплаќање на обврските по основ на правата за социјална заштита на ранливи категории на граѓани во вкупен износ од 7,8 милиарди денари. Капиталните инвестиции се планирани на рекорден износ од 26,95 милиарди денари и имаат приоритетно значење во креирањето на фискалната политика, подобрувањето на економските перформанси и квалитетот на животот на граѓаните. Во рамки на буџетските средства наменети за капитални расходи, предвидени се значајни инвестициски вложувања во изградба на автопатот од коридорот 10 и железничката инфраструктура, енергетската и комуналната инфраструктура, како и капитални инвестиции за подобрување на условите во здравствениот, образовниот и социјалниот систем. Понатаму во земјоделството, културата, спортот,
заштитата на животната средина и правосудството. Во текот на 2017 година планирано е капиталните расходи за патната и железничката инфраструктура да изнесуваат 4,43 милиарди денари. Во овие рамки предвидено е реализација на проектот за изградба на автопатот на коридорот 10, делницата Демир Капија Смоквица, со која што се предвидува од 2017 година да се заврши изградбата на новата модерна автопатска делница, со што ќе се комплетира главната делница на коридорот 10. За модернизирање на постојната железничка инфраструктура ќе продолжи реконструкцијата на железничката пруга на коридорот 10. Во текот на 2017 година предвидени се средства за продолжување на реализацијата на првата и втората фаза од проектот за изградба и рехабилитација на источниот дел од железничката пруга коридор 8, делницата Куманово-Белјаковце, Крива Паланка, финансирано со средства од ЕБОР. Предвидено е вложување во енергетска и комунална инфраструктура, за што се проектирани капитални инвестиции во износ од 3,48 милиарди денари. Предвидено е продолжување на активностите околу изградбата на националниот гасоводен систем. Со интензивирана динамика ќе продолжи изградбата на водоводните и канализационите системи во општините. За уредување на технолошко-индустриските зони за 2017 година планирани се 246 милиони денари. За здравствениот сектор планирани се инвестиции во износ од 1,1 милиарда денари. Тука се предвидени средства за изградба и реконструкција на јавни здравствени установи, за набавка на медицинска опрема, како и за завршување на изградбата на 5 центарот. Во 2017 година ќе започне имплементацијата на проектот за изградба, реконструкција и доградба на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и ќе продолжи имплементацијата на изградбата на клиничката болница во Штип. За образованието, детската заштита и спортот проектирани се капитални инвестиции во износ од 3,25 милиарди денари, кои што се наменети за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, детски градинки, изградба на училишни и спортски сали, реконструкција на ученички и студентски домови, опремување и реконструкција на универзитети, набавка на современа лабораториска опрема и инвестиции во спортската инфраструктура. Во насока на поддршка на земјоделскиот сектор, предвиден е зголемен обем на капитални инвестиции во износ од 2,22 милиарди денари, кои што се наменати за рурален развој, изградба на хидросистеми и инвестиции за подобрување на конкурентноста и модернизацијата на земјоделските стопанства, нивно преструктурирање и надградба со цел побрзо исполнување на стандардите на Европската Унија. Исто така, ќе се отпочне и со изградба на системите за наводнување во Валандовскиот регион, кои се финансирани со заем од КФВ банката преку втората фаза на проектот за наводнување на јужната долина на реката Вардар. Во насока на подобрување на условите на социјално ранливите групи, во наредниот период ќе продолжи имплементација на проектот за домување на социјално ранливите групи. Вака планираните приходи и расходи обезбедуваат етапна консолидација на јавните финансии, односно намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 3% од БДП или во апсолутен износ од 18,6 милиарди денари. Ова е согласно со определбата за постепено намалување на јавната потрошувачка, со истовремено обезбедување на значителен износ за капитални инвестиции кои што ќе имаат соодветен придонес за повисоки стапки на економски раст. Планираните расходи за 2017 година обезбедуваат поддршка на домашната економија и животниот стандард, која ќе се реализира преку капитални инвестиции, субвенции, пензии и социјални надоместоци. Ви благодарам.